Не знам дали беше сон или беше јаве. Знам дека почувствував болка, светлина силна, како удар од гром. После се најдов пред порти на вечниот дом, пред ниво бело со тефтери во раце. Стоја тие со збрчкано чело и долги бради, на изглед стари, но вечно млади, чуварите на вечноста. Тие што и судат на човечноста и нечовечноста ме праша, каде сум пошол и што барам јас кај нив. Ми рекоа, знаеме кој си, но не знаеме која рака овде те носи, стоев пред нив. Не знам дали бев умрен или бев жив, и почнав да редам думи од првиот поглед во длабокото, во незивите очи од безбројните неспиени ноќи, од првиот стих сткаен поради за неа. Од првата непланирана средба и како во сон често ми е, и како ја чувствувам близку и кога далеку ми е. Ме слуша немо со натежнати очи, ги исплакавме заедно сите солзи што тагата од срце ги сточи. Дури им раскажувам на чуварите на вечноста за тоа како ме полази љубовта и љубезноста. Неочекувано, ненадејно заседа на препад, ме слуша и ги топеа со солзи празните лисја од тефтерите отворени пред вечните порти. Солзите се сторија букви кои совршено се слогува, и зборови зборува со кои се запишуваше во книгата на вечноста. Силината на чувствата којата љубов ги роди, како брза планинска река. Со немирни палави води, воденични камења вртат низ градиве што мелат зрна. Копнеш и недостиг, покажи и сетен стиг. Како брашното мек и чист го сопреа времето за миг. Чуварите на вечноста, тие чувства беа претешки, дури за нив побарав да заминам во сон од овој свет, во сон во кој таа што ја сакам по рацете ќе ми подаде цвет и прегратка за збогум за крај. Но ми рекоа не, ми рекоа дека љубовта не убива, да не, дека ќе ти велат многу од нив, дека те сакат, ама ти ќе знаеш дека те лажат, дека тие не знаат. Те сакам со срце и со очи да ти кажем дека сонцето не име
како на тебе мило и наместо љубов да ти дадат се сакат, да ти украдат и чувство и време и неа и тебе, дека се такви ефтини со ситни души или сосем без нив, дека секој што љуби затоа е крив алчниот од најнизок ред, со крвави раце до лакти во грев. Причини има многу да се влезе во бој, со сите од таков сој ме вратија назад, да завршам тоа што сум го започнал. Зошто некој поголеми од нив ми намерил да сакам и да пишувам, а за тоа треба да сум жив. Не знам дали беше сон или беше јавен некаде. Не знам дали беше сон или беше јавен. Знам дека почувствував болка, светлина силна, како удар од гром. После се најдов пред порти на вечниот дом, пред ниво бело со тефтери во раце. Стоја тие со збрчкано чело и долги бради, на изглед стари, но вечно млади, чуварите на вечноста. Тие што и судат на човечноста и нечовечноста ме праша, каде сум пошол и што барам јас кај нив. Ми рекоа, знаеме кој си, но не знаеме која рака овде те носи.